Вчера на Пехчевските, а денес на Светениколските сточари, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски им вети државна помош за надминување на последиците што свиниот јазик ги направи во Трлата. Ќе донесеме такви мерки кои што ќе значи обештетување, односно надомест на некоја штета која што оваа болест ја има предизвикана. Нормално ќе донесеме и такви мерки кои што ќе значат за во иднина и превентива од појава на вакви болести. Синиот јазик речиси ги опустоши Трлата во Овчеполието, па без помош сточарите тешко дека ќе можат да застанат на нозе. Мислам дека треба да ни помогнат да нозе, зашто ние сме добро опроштетени и треба да не само кај мене, на сите моментално во Овчеполието овде што се, треба да се и тоа е добро интегрира и да се исплате тоа. Иначе ние сме тотално уништени со тоа. Но синиот јазик не беше единствената работа за која денес се разговараше во Свети Николе. Овдешните земјоделци имаа подолг список на барања. Прво барање е дозвола за палење на страништата. Второ барање е чистење на појасите. Заштитните појаси. Трето барање е откуп на пченицата. Четврто е одложување на хемиската анализа на земјата. Само лани за изградба на патишта, фекални канализации и други проекти, државата издвои 29 милиони денари. Владата има и понатаму слух затоа што одобрува 2 милиарди средства. Ние со тимот во локалниот економски развој ќе подготвиме пак квалитетни и содржајни проекти, има уште многу содржини да се направат и верувам дека успешните апликации кои што ги имаме во претходниот конкурс, дека ќе се повторат и овој конкурс.